Добре дојдовте во Дневникот во 20 часот. Добро вечер. По кратките најави што го одбележаа денешниот ден се враќаме веднаш. Гледајте не. По синокешниот верижен судир денес е нормализиран сообраќајот на автопатската делница Градско Велес. Изминатава година реализирани многу капитални проекти во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Вечер се палат коледарските огнови. Среќа во несреќа. Во сообраќајната несреќа на 14 возила на автопатот Градско Велес нема повредени. Причината е само материјална штета. Нормализиран е сообраќајот на автопатската делница Градско Велес по вчерашната сообраќајна незгода, во која учествуваа 14 возила. Потврдени се информациите дека во несреќата нема повредени патници. Материјалната штета дополнително ќе се утврдува. Сме имале среќа. Ова се првите коментари на учесниците во несреќата. Пред камера разбирливо, желба за разговор нема. Според очевидци на коловозот имало посипано абразивни средства, но на мостот во местноста Вика на Дервенски поток имало сепак замрзнат дел од асфалтот. Ова веројатно е причина за верижниот судир. За да се избегнат ваквите ситуации, надлежните апелираат за исклучително внимателно возење, прилагодена брзина и движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Екипи на Македонија пат се постојано на терен. Интервенирав на скоро сите патни правци и на автопатот со механизацијата со која што располагаме. На територијата на подружница Велес, тоа значи вакво на територија на Велес, Неготино и Гевгелија, вкупно има потрошено некаде околу 265 кубни метри абразивни материјали, од кои што 69 тона сол и 196 метри кубни ризла. И тоа се повеќе кратни интервенции на возилата. Синоптичарите најавуваат стабилизација на временските услови. Врнежи од снег засега нема, но затоа дождот ќе биде секојдневие во наредните денови. Митрополитот Повардарски господин Агата Ангел упати послание до сите христијани за славење на Христовото раѓање со вистински христијански вредности и заедничко пеење на небесната божикна песна. Во пресрет на празнувањето на најголемиот христијански празник Божик, митрополитот на Повардарската епархија господин Агат Ангел до сите православни христијани упати божикно послание да се слави Христа, денот кога Христа се симнува на земјата, денот кога е почетокот на човековото спасение, кога христијаните треба да бидат во духот на праведноста, љубовта и вистината. Христос се раѓа, славете го. Христос доаѓа од небесата, пресеснете го. Христос е на земјата, вознесете го. Пеј му на Господа цела земјо и весело пофалете го луѓе, зашто се воздигна во слава. Најголемиот и најсветиот небесен гостин слегнува од небесата и се воплотува од Светиот Дух и Марија Дева. Славете го со сето срце. Дочекајте го со голема радост и трепет, брзајте, брзајте за да го пресретнете. Во своето послание митрополитот Повардарски потсети на радости и христијанските вредности во празнувањето на Христовото раѓање, кои никако не се сведуваат само на семеен заеднички ручек и задоволување на телесните страсти. Ве преколнувам вас, браќа и сестри, оваа година да него дочекате нашиот Господ Исус Христос кој се симна од небесата и прими човечко тело од Светиот Дух и Марија Дева, со стариот квас на порокот и лукавството, туку со пресни лебови на чистотата и вистината. Ако така го дочекаме, ќе се удостоиме заеднички со небесните ангели, да ја пееме небесната божична песна. Слава во висините на Бога, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Утре изутрина во црквата Пресвета Богородица во Велес ќе се одржи божествена литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Повардарски господин Агат Ангел во сослужение на свештенослужители од Повардарската епархија.
Со палење на бадникарски оган, постна трпеза, топла ракија и песна, христијаните го најавуваат Христовото раѓање. За прославата да помине без никаква опасност, противпожарната единица со совети до граѓаните, како најдобро да ја поминат коледарската вечер. Со палење на бадникарскиот оган вечерва христијаните го најавуваат Христовото раѓање. Традиционално комши, роднини и пријатели ќе се соберат околу коледарските огнови и со песна, постна трпеза и топла ракија ќе го празнуваат мирот, сплотеноста и радоста пред Божик. За прославата да помине без никаква опасност, противпожарната единица со совети до граѓаните, како најдобро да ја поминат коледарската вечер. Да припазуваат при палењето на огинот, да го сместат огинот каде што нема да биде во опасност на околните објекти, на куќите, каде што има електрични столбови или возила, за да не дојде до несакана ситуација. Потоа, кога ќе се прославува, односно кога ќе се веселат, огинот да не се пали со бензин, да не се полива со алкохол за да има поголем пламен, да не се прескокнува огинот, него да се дружат, да се разговара, нели, позитивно да бидат децата да бидат подалеку од огин. Пожарникарите и оваа вечер ќе бидат меѓу граѓаните во сите мала и местни заедници каде ќе горат бадниковите огнови. Ние ќе ги посетиме во текот на ноќта сите коледарски огнови, ко пријатели, ко гости на огновите, чисто да се видиме со граѓаните и сепак заеднички ќе допринесеме за оваа вечер да биде безбедна, кој што беше и новогодишните празници. При завршување на огнот од постарите луѓе би им препорачал да го изгасат, нели, со вода пред да го напуштат, нели, огнот, више во раните утрински часови доколку останат. Утрото по коледарскиот оган како традиционален обичај, најмалите коледарчиња ќе чукнат на вратите на своите сограѓани и повторно ќе го најават Христовото раѓање. Низ песна тие ќе бидат дарувани за взаемна среќа и плодна и берикетна година. И оваа година пред големиот христијански празник Божик, градоначалникот Славчо Чадиев беше во посета на семејства во социјален ризик. Оваа година го посети нашиот сограѓанин Винко Симичиев, каде од сопствени средства градоначалникот му подари прехранбрени продукти како еден скромен придонес за неговата празнична атмосфера. Посетата на таткото на градот во домот на Винко влева надеж кај овој човек дека хуманите луѓе почесто ќе го посетуваат и ќе му помагаат во тешките денови. Неговиот живот е отежнат поради неподвижноста, а единствениот пријател во тешките денови е неговото куче. Со жар во очите и со надеж за подобро утре, Винко се уште верува во хуманоста на луѓето. Јас на сите им заблагодарувам кои што се добронамерници и кои што сакаат да помогнат не само за мене, туку и за сите оние кои што се во можеби потешка состојба од мене и би сакал на сите да им се помогне и да имаат убави денови не само за овие празници, туку и преку целиот свој живот. Се случуваат и тешки моменти. Сите во животот не можеме понекогаш да сгрешиме, меѓутоа сме луѓе кои што треба да си помогнеме. Можеби вака со говор некој ќе рече дека човеков зборува ништо нема, меѓутоа јас сум тешко проводен, тешко одам од половина надоле, целиот сум скоро да речам парализиран и не можам да се движам. Во престрет на божикините празници со пакети прехранбени производи, градоначалникот Славчо Чадиев се обиде барем за момент да му го разубави денот и престојниот празник. Знаејќи ја состојбата во која се наоѓа велешанецот Винко, тој искрено се надева дека барем малку ќе му ги олесни деновите кои доаѓаат. Ова што денеска го донираме е едноставно во склоп на нашиот голем христијански празник. Традиционално ги посетуваме и дечињата и фамилиите, така да чинам дека барем со едно кратко внимание може да олесниме колку што може да се олесни во овој период што доаѓа во наредниве 10 на 15 дена. Секој во животот има своја желба, а Винко посакува само едно, во иднина да има некој покрај себе што ќе му помага во тешките денови. Се надевам дека, реков, има добронамерници, хуманитарни луѓе кои што ќе се одзват на ова моја појпови колку што може да ми помогнат и финансиски, ако може нешто да ми се помогне, нега на болен да можам да најдам друго лице да може да ми помага во животот колку што се може. Се надевам дека во иднина ќе имаме соработка и со други организации и со други луѓе кои што се добронамерни, кои што сакаат да помогнат. Градоначалникот Чадиев традиционално секоја година пред новогодишните и божикните празници ги посетува семејствата од социјален ризик.
Премиерот Никола Груевски најави наскоро разгледување нова програма за рурален развој за 2016 година на седница на владата на Република Македонија. Буџетот ќе изнесува над 33 милиони евра и истата ќе биде наменета за поддршка на земјоделските стопанства. Наскоро на седница на владата на Република Македонија ќе се разгледува новата програма за рурален развој за 2016 година. Буџетот за оваа програма е во износ од над 33 милиони евра. Истата ќе биде наменета главно за поддршка на земјоделските стопанства, за нивна механизација, опрема и се друго што им е потребно, најави премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Програмата е правена согласно потребите на земјоделците во соработка и директна комуникација со земјоделските здруженија и ќе влезат проекти кои што или се веќе започнати и се во тек, или сега ќе започнат нови проекти, така што ќе биде исклучително важна за развојот на руралните средини во Република Македонија, чии што општини немаат високи буџети и имаат потреба од дополнителна поддршка од буџетот на Република Македонија. Програмата исто така е намената и за општините во руралните средини, за изградба на различни инфраструктурни проекти кои би им помогнале на земјоделците. Премиерот најави дека по усвојувањето на програмите на влада ќе започне огласот за конкурирање. Изминатава година реализирани многу капитални проекти во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Градоначалникот Панов вели дека најголем белег во 2015 година ќе остави пуштањето во потреба на црковниот храм Света Петка. Успешно реализирана година зад себе остави локалната самоуправа во Кавадарци. Реализирани многу капитални проекти во интерес на граѓаните. Градоначалникот Панов вели дека најголем белег во 2015 година ќе остави пуштањето во употреба на црковниот храм Света Петка. Најголемиот би рекол проект според неговата вредност, меѓутоа и проект во кој што учествуваше комплетно целиот бизнис сектор, а тоа е привршување или завршување, односно ставање во употреба на црквата Света Петка во Кавадарци. Имено и покрај тоа што нели фреско живописот не е завршен, она што беше основно за нејзино осветување и предавање во рацете на Повардарската епархија го завршивме оваа година и свечено го предадовме на владиката Агата Ангел, односно на Македонската православна црква. Инвалидизираните лица и нивниот пристап до институциите беа приоритет изминатава година. Ја мислам добро се брка работата. Па се гради, доста е изменето. Ева, мислам реката е доста направена. Па комуналните работи сите се сменети, тие работи. Одлично, одлично. Градоначалникот работе, граде, значи се е во најдобар ред. Болната работа што беше снабдувањето за вода е завршена. Сега се бара некој по-капитален објект да се направи, например пазарот да се реновира, се направи подобар да биде. Граѓаните задоволни од работењето на локалната самоуправа. Градивме еден лифт во локалната самоуправа за потребите на ваквите лица. На почетокот на годината Кавадарци беше една од првите општини кои што им додели 4 моторизирани колички на лица со посебни потреби и исто така во тек е реализацијата на пристапните рампи до сите институции во надлежност на локалната самоуправа и верувам дека до крајот на 2016 година нема да има институција по надлежност на локалната самоуправа која што нема да има пристапни рампи, односно непречен пристап до тие институции за лицата со посебни потреби. Она што ќе остане забележано како капитални проекти изминатава година е изградбата на патната инфраструктура, како во градот, така и во селата на општина Кавадарци, продолжувањето на кејот на реката Луда Мара, како и добиениот проект за изградба на бизнис центар во висина од околу 80.000 евра. Земјоделците до крајот на јануари треба да поднесат барање за паушално одданочување. Оние земјоделци кои заработиле до 5.000 евра целосно се слободени од плаќање данок на доход, а оние пак кои заработиле повеќе од 21.000 евра имаат даночно олеснување од 80% од остварениот приход. Земјоделците до крајот на јануари треба да поднесат барање за паушално одданочување. Оние земјоделци кои заработиле до 5.000 евра целосно се ослободени од плаќање данок на доход.
Земјоделците кои заработиле повеќе од 21.000 евра имаат даночно олеснување од 80% од остварениот приход. Парите од субвенциите не влегуваат во оваа сума. Ако земјоделската дејност е дополнително занимање, се плаќа 80% помал данок исто така. Од Управата за јавни приходи велат дека со паушалната наплата на фармерите им се олеснува работата, а исто така не мора да водат деловни книги. Субвенциите не се вклучени во пресметките, а основа за пресметување на данокот е разликата меѓу остварениот вкупен приход и признатите трошоци. Пензии со вкупен износ од 3 милиарди 844 милиони денари денеска се префрлени на сметките на 301.000 пензионери. Министерството за финансии информира дека просечната пензија, што е исплатена во декември, изнесува 13.095 денари. Министерството за финансии соопштува дека исплатата на пензиите продолжува редовно на почетокот на месецот. Вести од Македонија. До крајот на минатата година катастарот впишал 139.070 легализирани бесправно изградени објекти и изготвил 4.501 бесплатен геодетски елаборат за легализација, информира директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски во својот отчет за сработеното во 2015-та. Од околу 1.200.000 предмети примени во катастарот, само 0,2% останале нерешени. Дигитализирани 99,4% од територијата на Македонија. Поедноставена постапка за утврдување на меѓи, со што граѓаните заштедиле 8,5 милиони евра. Трпевски потенцира дека се олеснила легализацијата на дивоградбите. 2016 година очекуваме повторно да примени над 1 милион предмети, истите да бидат решени во законските рокови. Посебно очекуваме 8 предмети за запишување на легализирани објекти и приватизација на дворните места, да имаме голем број на предмети што се однесуваат за запишување на инфраструктурни објекти. Со годишната програма за реализација на стратешкиот план на катастарот во тек на месецов се очекува да почне нова ВИП постапка за регистрација на имот во 3 чекори. За до крајот на март се најавува дека ќе заврши дигитализацијата на катастарските планови за целата територија на Македонија, а заклучно со јуни во споставување и управување со регистарот на градежно земјиште. Надворешно-трговската размена на Република Македонија во периодот јануари-ноември 2015 година изнесувала 9,9 милиарди долари. Вкупната вредност на извозот е 4,1 милиарда, а на увозот 5,8 милиарди долари, соопшти Државниот завод за статистика. Трговскиот дефицит до ноември лани бил 1,6 милиарди долари, а покриеноста на увозот со извоз изнесува 70,9%. Најголемо учество во извозот имале катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, фероникелот, сетовите на проводници за палење, за возила, авиони или бродови, производите од железо и челик, валани производи. Во увозот пак најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали, освен сурови, електричната енергија и други метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав. Македонските компании од јануари до ноември 2015 година најмногу тргувале со фирми од земјите членки на Европската Унија. Шест земји враќаат граничната контрола. Соединетите американски држави и Германија ги повикаа Саудиска Арабија и Иран да ги смират тензиите и да се насочат на борба против исламската држава. Во Шпанија запленети се 3 тони кокаин. Вести од светот. Нов удар на Шенген зоната. 6 земји ја враќаат граничната контрола. Шведска воведе гранична контрола кон Данска во обид да го спречи бегалскиот бран. Пона и Данска воведе контрола на границата со Германија. Според германската влада, слободното движење на европските граѓани без гранични контроли е во опасност, откако Данска и Шведска воведоа контроли.
Соединетите Американски држави и Германија ги повикаа Саудиска Арабија и Иран да ги смират тензиите и да се насочат на борба против оружените групи на Исламска држава и решавање на судирите во Сирија и во Јемен, додека саудиски представници соопштија дека спорот со Техеран нема да влијае на напорите да се постигне мир во овие земји. Во исто време, Турција изрази загриженост поради влошените односи на двете земји и апелираше на мир и враќање на дипломатскиот јазик, додека Кувајт го отповика својот амбасадор во Иран поради нападот на дипломатското представништво на Саудиска Арабија во земјата. По нападот на демонстрантите на амбасадата на Саудиска Арабија во Иран, поради погубувањето на шиитскиот имам Нимар ал-Нимра, тензиите меѓу двете земји не се смируваат. Саудиска Арабија претходно ги прекина односите со Иран, а слични чекори кон Ријад презедоа и Бахрейн, Судан и Обединетите Арапски Емирати. Три тони кокаин запленила шпанската полиција и уапсила 12 лица поради шверц со дрога од Шпанија, Велика Британија и Холандија. Како што соопштуваат од шпанската полиција, акцијата е спроведена во северна Шпанија и истата е една од најголемите од 1999 година до сега. Во соопштението на полицијата не се наведува каде операцијата била изведена, но се додава дека дрогата била наменета за важен криминален синџир, чија база е во местото Коста дел Сол во северна Шпанија. Македонската ракометна репрезентација со резултат 23:23 во Целје го одигра вториот контролен надпревар против селекцијата на Словенија. Во вчерашното соочување нашите ракометари игра без победник, откако по 60 минути игра резултатот беше 30:30. Поради божикните празници, избраниците на селекторот Ивица Обрван од утре ќе имаат пауза од 2 дена. Веднаш потоа тие ќе го комплетираат делот на подготовки со 2 контролни надпревари против селекцијата на Црна Гора. Првиот ќе се игра во недела во салата на Кале со почеток од 20 часот и 15 минути. Следуваат останатите вести од спортот. Фудбалскиот клуб Работнички и официјално ги промовираше своите први засилувања во зимскиот преоден рок. Тригодишен договор подпишаа со Иван Галич и Марко Пушкарич. Станува збор за млади талентирани фудбалери кои доаѓаат од хрватскиот второлигаш Лучко, а претходно минале низ сите младински категории на Динамо Загреб, односно Локомотива Загреб. Спортскиот директор на Работнички Иван Поповски за официјалната веб страна на клубот изјавил дека продолжуваат со стратегијата за ангажман на млади играчи со нескриен потенцијал. Тој очекува двајцата фудбалери да го демонстрираат својот потенцијал во Македонија. Марко Пушкарич игра на позицијата централен напаѓач, додека Иван Галич е крилен играч. Женскиот првак на Македонија, ЖРК Вардар, го одржа првиот тренинг по пауза од месец и пол. Ракометарките досега беа со обврски кон своите репрезентации, но сега одново светлата на рефлекторите се вртат кон Лигата на шампионите. Добрата вест за Кастратови Кипитлик е дека сите ракометарки се во строј и во добра здравствена состојба и физичка кондиција. Вардарките посакуваат победнички старт во новата година. Во новоформираната група 2 ракометарките на македонскиот првак ќе одиграат по 2 надпревара со Будуќиност, Букурешт и Савехов. Првиот надпревар ќе се одигра во сабота со почеток во 17:30 часот против екипата на Букурешт. Кошаркарот на Голден Стейт Дреймонд Грин на трет надпревар во низа остварува трипл-дабл, но укеска во победата на неговиот тим над Шарлот, Грин имаше учинок од 13 поени, 15 скокови и 10 асистенции. Најефикасни во победничкиот состав со по 30 поени беа Стефан Кари и Клей Томпсон, додека Мари Спејц додаде 15 поени. На спротивната страна Джереми Лемпи и Кемба Вокер беа стрелци на по 22 поени. За шампионот
Golden State ова беше 32-та победа, а втора екипа која оваа сезона во НБА лигата стигнува до 30-та победа е Сан Антонио, откако на гостувањето кај Милвоки беше убедлив, совладувајќи го ривалот со 25 поени разлика. Кливленд пак го совлада Торонто со 122-100, а прва звезда на надпреварот беше Кајри Ирвинг, кој забележа 25 поени, 8 асистенции и 6 скока. По официјалното представување, легендарниот Зинедин Зидан го одржа првиот тренинг со Реал Мадрид, клубот кој тој како тренер ќе го предвори во наредните 2,5 години. Зидан на тренингот беше поздравен од околу 6000 навивачи и фанови кои го скандираа неговото име. На одржаната пресконференција, французинот вети дека во Мадрид ќе продолжи да се игра добар фудбал како што доликува и ќе продолжи да ја подобрува балансираната и офанзивна игра. Од случувањата кај останатите клубски тимови, според изјавите големи се шансите Пеп Гвардиола да премине во Премиер лигата и да биде предводник на еден од најуспешните тимови таму. Во меѓувреме, откако Бајерн Минхен не успеа во првичната намера да го задржи Гвардиола, баварците го ангажира искусниот стратег Карло Анчелоти. Кошаркарите на Партизан загубија во дуелот од 18-тото коло во Никшик, каде загубија со 82-71 од домакинот Сутјеска. Со серија од 29-8 во втората четвртина, домакините дојдоа до огромна предност и лесно обезбедена победа, а црно-белите успеа да избегнат хаварија и загубија со поблага негатива од 11 поени. Црногорската екипа останува на дното на табелата, но сега со ист број бодови како Партизани и Гокеа. Од последните два меча одиграни синоќа во рамките на регионалната кошаркарска лига, ЦДВ-те изненаде на гостински терен и успеа да го совлада шампионот Црвена звезда со резултат 79-80. Од ова коло победи издвоја и Цибона, МЗТ Скопје, Будуќност, Унион Олимпија и Мегалекс. 19-тото коло стартува во петок. Себастијан Леп го презеде водството на своето прво Дакар рели со сензационална победа на првата целосна етапа на релито во Аргентина, откако неделната прва етапа беше откажана поради лошото време. Силниот дожд исто така го намали конкурентниот дел на втората етапа од Виля Карлос Пас до Термас де Рио Хондо од 510 на 387 километри. Леп со своето Пежо беше најбрз на сите мерни точки за да победи со предност од 2 минути 23 секунди пред легендарниот 11-кратен шампион од релито и колега од Пежо Стефан Петер Хансел, а трете Владимир Василев во Тојота со 2 минути и 38 секунди послабо време. Обилни врнежи од дожд за утре попладне најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи, а локално се очекува да наврнат и над 30 литри на метар квадратен. Еве ги деталите.
Тоа беше се во ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно.